Најодговорно тука ви тврдам дека овие трошоци зголемени се однесуваат само на зголемена цена на електрична енергија, на ништо повеќе. Значи во киловат часови дури имаме намалено потрошувачка на електрична енергија за 2022 година за она што е било во 2021 година. Значи, од јануари месец почнува енормно зголемување на цена на електрична енергија. Еве уште еднаш да повториме. Значи, до 9 месец 2021 година цената беше 3,7 денари од киловат час. Со нов тендер од 2021 година 10 месец цената се зголеми на 6,8 денари. Од 1 јануар 2022 година, значи оваа година, преминавме преку универзален снабдувач во крајен случај ЕВН Хом. Тоа е затоа што ни беше раскинат договорот од Solar Pro од нивна страна, еднострано, значи не поради неплаќање на сметките за електрична енергија, туку поради тоа што тие видоа дека цените се многу повисоки од она што го имаат понудено, значи цените на пазар се многу повисоки од она што тие го имаат понудено како цена на електрична енергија и го имаат добиено тендерот и дојде до едностранно раскинување на договорот. Од тука почнува голгота. Значи прва сметка 9 милиони, 5 милиони, 6 милиони и дојдовме до оваа состојба од 55 милиони денари за 9 месеци, а истиот период лани имаме 11 милиони. Околу одлуката што е донесена и која што не опфаќа и нас, значи добивме известување, поднесовме документи во рок, добивме усмено известување дека сме во првата фаза за преоѓање преку ЕСМ, тоа ќе биде од 1 декември 2022 година, значи тоа пето ќе биде, како ќе биде. Цената ќе биде 5,9 денари од киловат час. И сега тоа е добро. Треба која цена мора да се каже па повисока, али окей, сите треба да го поднесеме теретот на оваа криза. Одлуката е за доцента. Што ќе правиме со овие 55 милиони? Тука зборуваме за 44 милиони разлика за 9 месеци. Значи треба да земеме во предвид дека во наредниот извештај ќе влезат 10 и 11 месец, каде што сме преку ЕВН крајен корисник, снабдувач во крајен случај и каде што маржата е 50% на потрошена електрична енергија. Значи, во следниот квартален извештај ќе имаме сигурно уште некои 2-13 милиони потрошена електрична енергија. Со оглед на одлука која што донесена од владата, која што е предводена од СДСМ, е предвидено каде што се дава можност на сите јавни предпријатија од областа на водоснабдување, одведување на отпадни води, кои што работат со пумпни и пречистителни станици, се дава можност на истите да се снабдуваат со електрична енергија по субвенционирана цена. На овој начин и јавното предпријатие Водовод ќе има таа поволност согласно одлуката, што за разлика до сега од општината нема добиена никаква финансиска помош. Благодарам. Почитувана колешке, за ваше запознавање, проблемот со покачената цена за електрична енергија не е од овој месец, не е од неколку месеци, за ова дискутираме веќе цела година. Проблемот е задоцен и се одразува со милионска загуба, и тоа во евра, не само на нашето јавно предпријатие Водовод, туку на сите предпријатија јавни во Република Македонија кои што понесуваат со водата. Владата предводена од СДСМ, оваа мерка, која што вие сега промовирате или се обидувате да ја промовирате, ќе важи од 1 декември, мислам дека, што значи дека навистина е премногу доцна. Предпријатијата се заглавени во милионски долгови, сите ние, па и вие, и ние тука советниците, сите граѓани на општина Куманово, ќе ги плаќаме тие пари и пак тоа ќе се удри од нашиот джеп. Тоа е поради таквата политика на владата предводена од СДСМ. Политика која што немаше ниту слух, ниту стратегија, ниту визија да застане на време
на најавената енергетска криза, која што беше и на светско ниво, и на балканско и регионално ниво, најавена уште во минатата година, и тоа во текот на пролетните и летните месеци, зборувам за 2021 година,